Расте револтот кај жителите на општина Радовиш кои за нотарски услуги мора да патуваат во Струмица. Ова општина веќе половина месец е без нотар, откако единствениот се пензионираше, а во меѓувреме Министерството за правда не распишува конкурс за избор на нов. Од град стануваме село, вели еден радовишенец кој купил автомобил и беше гневен што најде на затворени врати на нотарската канцеларија. Радовиш од град стана село, а додека села, некои села стана градове. Без нотар што Радовиш. До Струмица треба да иде 500 динара за гориво, 200 ај нека му зема, там 700 и што правиме? Ништо. Имаме голем проблем. Јас се трчкам по ниви, по имајне, по тие работа, немаме нотар. И до кога ќе е ва? До кога ќе е? Велат во Струмица треба да се оди. Што ќе тераме ние у Струмица? Ние си имаме тука нотар. Зашо да одиме у Струмица? Тие трошкови кој ќе ни ги плати на нас у Струмица? Од Нотарската комора на Македонија потврдија дека во Радовиш нема нотар и се до изборот на ново кадровско решение било определен службата да ја врши Јанко Милушев во Струмица. Тие тврдат дека Министерството за правда треба да распише конкурс. Жителите на Радовиш реагираат дека за доаѓање до Струмица се изложени на дополнителни трошоци. Како не за било шо, најмалку 300 денара. Најмалку е 300 денара трошок, што идеш до Струмица и да се вратиш. Би требало да има нотар. Треба да има нотар во Радовиш. Пошто Радовиш е голем град, број негде 15.000 становника. Без нотар не бива. Сега луѓето изложат се и на трошкови и на време губење. И затоа препорачувам да има во Радовиш нотар. Како не сме дошли? Да идем до Струмица, треба да давам 600 динара. Со такси да идам. Да идам за Штип, треба да давам 600 динара. А тоа го нема да кошта да овие документи за 600 динара. Од Министерството за правда не конкретизира ниту пак има информација кога се планира да се распише нов конкурс за нотар во Радовиш. Откако ќе се распише конкурсот, целата постапка за избор на нотарско службено лице трае речиси половина година.